Гостин го студиото на Република е доцент доктор Златко Јаќовски од Институтот за судска медицина. Господине Јаќовски, пред 2 години добивте нова опрема преку проект од владата. Колку таа лабораторија сега ги задоволува потребите на судска медицина? Добар ден. Има повеќе од 2 години, едно 3-4 години, мислам. Добивме навистина совршена опрема од областа на форензичната генетика. Купивме 2 апарати. Едниот е за изолација на ДНК молекулата, другиот е за секвенционирање на ДНК молекулата. Во тоа време, а и денеска, тие апарати беа врв на технологијата, така да ретко која форензична ДНК лабораторија моментално ги има тие апарати. Мислам дека тогаш бевме втори во Европа што ги имавме тие 2 апарати. Сега ги има. Што доби судска медицина со тоа? Институт судска медицина со тоа доби една зголемена ефикасност во смисол на побрзо завршување на анализите, поголема сензитивност на добиените резултати. Значи, кога имаме мала количина на ДНК молекула изолирано, со оваа нова технологија може да се добие делумен или целосен профил од некој, да кажам, лош биолошки материјал подигнат од местото на настанот или во текот на обдукцијата. Така да, ефикасноста на ДНК лабораторијата се зголеми и се зголеми сигурноста во добиените резултати. Временскиот рок многу се скрати, значи, ако некои анализи порано сме ги работеле ден-два, сега може да ги сработиме за еден ден. Така да, воведени се нови технологии, кои што возможуваат на овие апарати да се работат најновите, да кажам, светски научни достигнувања. Така да, сите нови технологии што моментално се аплицираат во светот, можам да кажам дека нашиот институт или е апдейт, или касни за најмалку 6 месеци од најновите технологии кои што се пласирани на научниот свет од областа на форензичната генетика. Кога добивте новата лабораторија, рековте дека имаме најдобра лабораторија на Балканот. Каде е на светско ниво на оваа лабораторија? Значи, на Балканот сме убедливо најдобри. Говорам и технички опремени и од аспект на тоа што го работиме како нови технологии и резултатите што ги издаваме. Сега бев во крај на месец февруари во Германија, во Берлин. Нашата лабораторија е лиценцирана во GEDNAP, тоа е German DNA Profiling Group, каде што се акредитираат најголем број на форензични ДНК лаборатории. Говорам за универзитетски, полициски и приватни лаборатории од 38 земји. Значи, ние континуирано имаме лиценца за форензична ДНК анализа од 2005 година па нааму. Со тоа што е тука интересно што за да одржиш ти лиценцата, секоја година треба да сработиш 14 непознати примероци што ги пуштаат германците. Значи, се работи на најразлични траги што ги пуштаат они, дали се тоа кондоми, мастики, тетоважи, бомбони, фластери, джинс или било што. Треба да кажеш каква трага е, со која метода си ја докажал и да го одредиш генотипот за сите. При тоа во една трага може да има еден човек, да има и до 4. Значи, дали е крв, плунка, сперма или микс и генотипот за сите. Ако сгрешиш во едно од тие или во дел од тие, за таа година нема лиценца. Така да, углавном, околу 30% од овие лаборатории што аплицирале проаѓаат. Значи, ние континуирано веќе 10 години одржуваме фул лиценца за сите моментално измислени локуси на ДНК молекулати и опфаќаме најголемата палета на анализа на ДНК молекулата во регионот со сигурност. Тоа што беше интересно е тоа што таа технологија што излезе на пазарот во месец септември, ние аплициравме непосредно после 2 месеци и е ставена како нормална работа тековна во нашата лабораторија. Тоа што приметив е дека другите лаборатории, говорам се и за германски и австријски лаборатории, уште работат на старите платформи, ние веќе работиме со новата платформа, која што ние во нашата рутинска работа. Значи, не смислува во врвот во светот на лаборатории, односно опременост. Во самиот врв и опременоста и резултатите што ги даваме. Сега сме на врвот. Кои се плановите за натака? Како планирате да се развивате? Плановите се многу амбициозни. Сега почнува да се развива една нова ера во форензичната ДНК анализа. Стручно се вика Next Generation Sequencing, што превод значи дека со тие методи нови, кои што се се уште во експериментална фаза, но веќе почнуваат да излегуваат и резултати,
може преку една ДНК анализа да се направи face recognition, значи излезе фоторобот од лицето за кое што ние не знаеме кој е. Например, со досегашниве методи имаме некоја трага, да кажеме цигара или сламка или влакно, и ти ќе кажеш дали е машко или женско. Но ако го немаме во база на податоци, ние само знаеме дали е машко или женско. Не може да се И утврди. чекаме некој пат да улети у база на податоци, ако направи некој ново кривично дело и да го фатиме. Сега со овие нови методи, че може да кажеме дали е машко и женско, можеме да кажеме колку години има, каква боја на коса има, каква боја на очи, каква форма на нос, уста, уши. Едноставно софтверот ти го црта лицето, Како изгледа тој? врз основа на ДНК профилот што сме го добили, заради тоа што постојат одредени секвенции во ДНК молекулата кои што се одговорни за наследување на боја на очи. И сега, ако, например, имаме кафена боја на очи, дури ја кажува и точната нијанса, дали се светло плави, потемно, светло кафени, потемно кафени, така натака. Значи, многу прецизна метода со тоа што се скратува бројот на исчезнати лица или за лица за кои што се бара дека сториле некој кривично дело и истражните органи можат поточно да се концентрираат кон истрагата за да дојде до идентификација на лицето. Нормално проблем се секогаш парите, значи ова технологија да купиме и да имплементираме од сам старт би чинело околу 350.000 евра. Не е некој проблем да се работи, значи ние сме уходена екипа, треба да се најдат финансиски средства за да се обезбеди еден ваков апарат и ќе бидеме тогаш, можам да кажам, и првите 5-6 лаборатории во свет со најнапредна форензична ДНК технологија. За колку време се издвојува ДНК анализа? Спомнавте дека сега оди многу побрзо него што одело претходно пред да се набави оваа апаратура. Колку време ви е потребно да утврдите? Комплет да го завршиме цел процес на идентификација, да земе за најтешка трага, да кажеме тоа се коски, порано се работеше 5 дена, сега тоа го работиме за 1 ден. Значи ви е скратено за 4 работни дена? За 4 работни дена е скратен тој период. Можам да кажам дека исто нашата лабораторија учествуваше во дизајнирање на овој реагенс која беше во експериментална фаза. Значи зборам за едно 5-6 години назад. Тогаш ние едно 5-6 лаборатории бевме одбрани од таа фирма. Таа е американска фирма која што е најголем производител за реагенси за ДНК. Да го тестираме тој реагенс на наши материјали, да кажеме какви се неговите перформанси. Што е добро, што е лошо. Исто кога ви дадат Ферари во фаза на создавање и да и вие да кажете што е добро, што е лошо. Со тоа што потпишавме договор каде што резултатите не смееме да ги искористиме во комерцијални сврхи, туку во научни цели, не публицираме трудови таму да се заблагодариме на фирмата што ни возможила да работиме тој проект, тој го направивме. Значи, тие резултати се публицирани, држав и предавање во Чешка за Чехословачкото здружение по судска медицина, таму ме повика. Исто еднаш во Будимпешта работевме на тие стари коски. И многу ми е мило што ние бевме дел од тој тим кој што возможи тој реагенс денеска да функционира и да го користат сите едни лаборатории во светот. Ако работиме коски или зави, значи резултатот можеме да го добиеме ако почнеме наутро, негде до вечерните часови да биде готов. Нормално сега говорам доколку е се идеално. Значи во медицината и во лабораториската анализа именно правило дека нема правило. Кога мислиш дека секи искочи супер, може да излезе ништо. Или пак, кога најмалку се надеваш, ти добиеш школски пример и си многу задоволен. Сликата на народот за ДНК анализи за судска медицина и слично е добиена врз основа на некои криминалистички серии каде што се работи тоа. Колку реално изгледа навистина така ДНК анализа и работата на судска медицина и од каде се добиват идеи за земање на примероци за утврдување на ДНК анализа во случај на убиство, самоубиство, кога треба да се докаже како настанала смрт? Така, па интересни се тие серии, ја ги гледам. Во реалноста нормално дека не е така. Тие серии почнуваат од некоја приказна и завршуваат со висока технологија и тоа што народот го гледа, земе еден материјал, влегува во апарат, се стиска ентер и излегува резултат. Значи, за да излезе тој резултат, таа анализа треба да помине из неколку фази, ви кажат, значи од земање на материјал да се одлучи со која метода ќе се обработи тој материјал. Значи, постојат повеќе методи за обработка на тој ДНК материјал
и нормално со нашето искуство и знаење и претходни експерименти и валидирани методи, ние во зависност од тоа како биолошки материјал имаме од увид на местото на настанот или во текот на обдукцијата, одлучуваме со која метода ќе го работиме тој материјал. Тоа доаѓа се со искуството, со тренингот, валидираноста на опремата. Некој пат, например, кога имаме квалитетен биолошки материјал, може ќе искористиме побрзи методи, отколку да ги користиме најскапите, подолготрајни што се, за да дојдеме до резултат. Значи, искуството и одлуката на експертот што ја работи таа анализа, која метода ќе искористи. Значи, во никој случај тоа не е стисни ентер и да излезе резултат, туку представува еден систем на работа, каде што треба да се следат неколку протоколи, доста манипулација од човечка страна, доста потрошени реагенси кои што се скапи нормално, значи тоа не е воопшто ефтин процес, заради тоа што тие реагенси не ги купуваме, не ги измислуваме. Колку чини тоа во Америка, Германија, Англија, толку чини кај нас. Значи таа една скапа технологија и за да се дојде до конечниот резултат, треба да помине време. Идеално би било еден ден, не идеално, нема правило. Од каде се земате примироци? Од сите видови на биолошки материјали, значи коска, крв, плунка, сперма, ткива, зави, се. Од жртва, да кажеме, или од жив човек, или сите видови на предмети во кои што сторителот или жртвата дошле во контакт. Дали е тоа часовник, може да биде четка за зави, може да биде жилет, обувки, лична облека, така личен накид. Сегде каде што мислиме дека сторителот или жртвата дошле во контакт и нормално опушоци, ногти, сламки, чаша, предмети со кои што може да се поврзе дека се дел од тој инкриминиран настан. Колку често се соочувате со проблем кога семејството на исчезнато лице, убиено лице и слично не сака да ги прифати резултатите од судска медицина, дека токму тој скелет е членот на нивното семејство? Да, значи ретко тоа се случува. Единствен случај каде што тоа се има случајно е случајот од масовната гробница од Непроштено, каде што телата на покојните се уште се кај нас на Институт за судска медицина. Значи, де факто тоа се тие луѓе, не може да се пренабегне тој факт, заради тоа што тие резултати се потврдени од меѓународните истражни органи, стана збор за ICMP. И мислам дека тука причината, односно недовербата, не е во самите резултати, туку во институциите на системот, а не во конкретно нашата лабораторија или лабораториите кои што ги работеле тие резултати. Но се случува некој пат кога имаме приватни барања на таткоста, да кажеме. Да, ќе се вратиме на таа тема. Ако не му одговара на, да кажем, на потенцијалниот биолошки родител татко, дека тоа дете е негово, он да го оспорува тој навод, па да доаѓа кај нас, дали е тоа возможно, па не е возможно, па ние ќе му објасниме дека се тоа статистики, дека тоа нема тука човечки фактор, дека тоа го работат машини, дека не може ние да ги измислиме гените и да го направиме тој мозаик на гени од мајката и детето и од него за да излезе тој дека, значи тоа не може никој да ви го направи. Да кажете дека некој е татко ако тој не е татко. Ме разбирате, значи може да се направи грешка да се исклучи тој како биолошки родител, али да се потврди како биолошки родител, значи тоа не постои човек во свет што може да го измисли. Да. И они тогаш имаат недовера, па ние ќе ги упатиме во некои други лаборатории доколку сака да си го потврди нашиот резултат на друго место. Со тоа што нашите резултати се признаени во било кој суд во цел свет, заради тоа што ние имаме таа лиценца. И резултатите што ги даме, дали на приватни лица или на државните институции, обвинителство, суд или полиција, се признаени во сите меѓународни судови. Изложени сте на притисок од јавност, особено за некои случаи за кои што се крена во право. Сме имали многу такви случаи периодот, Дениса, Тамара, Младенов и така натаму. Колку влијае на вашата истрага она повикување на извори од судска медицина за некакви резултати кои што реално немаат никаква врска со вистината? Така. Значи, ние како Институт за судска медицина и како професионалци сме изолирани од дневно-политичките настани. Значи, не сме изолирани како информација, но во текот на нашата професионална работа.
и не дозволуваме некој да влие на нашите резултати или на нашата работа. Фала Богу, до сега па и не се случило да имаме директен притисок од било која владачка структура до сега да ни каже како да работиме или што да работиме. Значи, не сме имале да сега такви конкретни притисоци. Нормално дека притисок од јавноста постои во смисол на побрзо излегување со резултати, давање на информации, докаде се анализите, со тоа што ние секогаш се трудиме анализите да бидат завршени во најбрз временски период, заради тоа што нормално има семејство што страда и мора да се излезе во пресрет на тоа семејство што побрзо да ја дознае вистината и нормално доколку стане збор за некој случај кој што е во интерес на државата да помогнем и во тој дел истрагата да тече што побрзо и со конкретни докази. Значи, тој притисок на нас не може да влие дали ние ќе убрзаме или ќе успориме постапка. Значи, ние работиме по одредени стандарди и протоколи што мора да ги следиме, се и тоа што нашите резултати утре одат на суд каде што ние треба да ги браниме тие докази. Значи, секој пат кога одиме на суд има две страни, едната е секогаш задоволна, другата е секогаш незадоволна. И ние мора тоа да го објасниме на судот како е дојдено до тие материјални докази, на кој начин и со кои методи, тие методи утре да бидат признаени од било кој суд, доколку едната странка си покрене постапка, да кажеме, пред меѓународните институции. Така да, тие притисоци на нас не влијаат и ние сме должни како професионалци и експерти секогаш да ги следиме добрите лабораториски процедури и пракси за да дојдеме до квалитетен материјален доказ што е искорислив за правосудните органи во Македонија, нормално и за самите странки. Ја напоменавте темата за утврдување татковство, би се вратила на таа тема. Кој најчесто бара утврдување на татковство? Па најчесто утврдување на татковство бара татковците, нормално, потенцијалните татковци. А кај се свекровите? Се случува некој пат да се јави дедо или свекарва, свекор така, што сака да го решат проблемот на младите. Ретко е, но се случува и тоа да се јават. Углавно тоа се приватни барања и ние на институт имаме донесено став дека не може да извршиме форенична ДНК анализа за вештачење на татковство. Например, да дојде татко со малолетно дете без притоа да знае мајката каде е тоа дете и за која анализа и за која цел се работат тие анализи. Значи ние секогаш бараме согласност од мајката. И тогаш тие се откажуваат или па сака да ни пратат, не знам, мастики, коса, некој личен предмет на детенцето, ние да кажеме дали тоа е негово или не. Ние тие случаи ги избегнуваме, не ги прифаќаме заради тоа што не се согласно судско-медицинските постапки за идентификација и не се согласно етичките норми. Мајката да не знае кај е незиното дете и какви анализи се работат врз незиното дете. И секогаш бараме да бидат присутни двајцата родители со детето и во ист момент си дават тие писмено барање со лични идентификации и ние ги работиме анализите. Може да биде приватно, може да биде со судска постапка, така да одлуката е нивна. Колку често мајкава доаѓа да утврди татковство? Што во таков случај? Па Кој се треба да биде присутен ако се сомнева дека мајката некој пат да побара вештачење на татковство, може кога родителот починат и она да побара вештачење на татковство врз основа на живите потомци од таткова страна за остварување на некои семејни права. Може исто така кога некој родител е во странство, па не е достапен за анализа, се случило неколку пати жена да дојде со една машка особа и да каже сакам да знам дали е овој човек или не, да знам како да си го усмерам животот понатаму. Значи со двајца не доаѓаат? Овој или тој? Па обично е. Обично. Обично. И што кажуваат резултатите? Колку често се утврдува дека биолошкиот татко е и таткото што детето си го знае во животот? Ако размислуваме логично, така и во пракса, значи жена нема да се јави на вештачење доколку таа не е сигурна од кого е детето. Така да главном резултатите се позитивни дека потенцијалниот биолошки родител татко е татко. Единствено во такви случаи кога може да се случи мајката не е сигурна од кој е детето, па тогаш да кажеме дали од едното или другото, но
многу е мал процентот кога, например, нема да се потврди дека е, да кажеме, сопругот или дечкото во врската биолошки родител. Некој пат бараат и тоа да се направи уште во текот на бременоста. Тогаш бараме писмена согласност дека иако се потврди дека тоа дете не е нивно, дека нема да направат абортус. И А во кој период од бременоста може да се утврди тоа? па реално може да се направи уште после 14-та недела, кога се почне да се формира плодова вода. И ние можеме што тогаш да изолираме ДНК и од плодот и од мега. Меѓутоа е потпишано дека не сме да има абортус и Да. тоа влегува во некој После период трети во месец вода. веќе е и криминален абортус, значи ти одговарат кривично и докторите што го направиле, доколку врз детето нема некои малформации кои што би биле ризични за преживување. Тогаш значи се прави со комисија, но со цел да се абортира заради тоа што некој не е родител, односно биолошки татко, тоа е забрано. Че во принцип добивате позитивни резултати, односно се утврдува татковство, Да. меѓутоа тоа не значи дека македонките се верни, односно тие што се сигурни дека биолошкиот татко е тој, доаѓаат, другиве не се појавуваат на таква тестирање. Па ја така лично размислам. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам.